Се враќаме на нашата тема. Прво прашање, уште еднаш, го повторувам. Дали библиските пророќства се дадени за да не исплашат? За да фатиме уплав, паника? Зашто сега поставувам вакво прашање? За жал, последниве генерации луѓе, а според тоа и верници, се толку разгалени, ние сме толку разгалени генерации. Значи, мрмориме и роптаме за ситници, што би се рекло. Во споредба дори со некои наши блиски предци. Што кај многу верници и ваква волку тврда храна, какве што изнесе брат Андреј минатиот проширен викенд, наидува на страв и уплав кај некои верници. И тоа не е нешто ново. Уште на почетокот на векот имавме ситуација кога, знаеме, македонската мисија се откажа од увоз на материјалите, списанието кое што ги проповедаше последните настани од откровението. Бидејќи тоа е неприфатлива тема. Значи, денес дури за повеќето адвентисти е неприфатлива тема да се зборува за папството, да се зборува за Соединетите Американски држави, последните настани. Тоа е неприфатлива и опасна тема. Се сеќам, дури еден проповедник реагираше во тоа време на тукашниве проповеди на Рей де Карло, 98 година, и неговите тогашни први настапи на телевизија во врска со овие теми. Проповедникот очигледно незадоволен што се покренуваат овие теми јавно, според сведоштвото на брат Борче, изјавил дека тоа не треба да се прави со зборовите "не буди лава док спава". Или не дирај, така беше, да. Но, уште тогаш беше јасно, а брат Андреј не подсети минатиот викенд, дека не е непријателот тој што спие. Кој спие? Божиот народ спие. Зверот, првиот или вториот, спијат. Првиот звер конкретно кој што се наоѓа во пустината од 1798 година, тој спие или ровари во тајност. Видите, значи, колку сме плиткоумни. Дојдовме во позиција да мислиме дека зверот спие. И затоа не треба да го будиме. Да му го реметиме сонот. Уште еднаш поставувам прашање. Дали библиските пророќства се дадени за да не исплашат? А зошто се плашат луѓето? Зошто мнозина се плашат? Тоа е интересно прашање. Луѓето се плашат, причината зашто многу верници се плашат од овие теми, какви што последен пат слушнахме од брат Андреј минатиот викенд, да, што самите не се подготвени за последните настани. За жал постојат, да, за жал постојат дури и такви верници
за кој што самата најава за последните настани, времето на неволите, е нешто толку стресно, што тие не сакаат никогаш да не дојде такво нешто. Значи, тие реагираат како апостол Петар, кога Господ првпат ги најави своите страдања, дека ќе биде предаден, дека ќе биде мачен, распнат на крст. Како реагираше Петар на тие Христови зборови? Тоа беше нешто морбидно. Овој во кој се надеваме, во кој поверувавме, оставивме се и тргнахме по него, затоа што веруваме дека тој е идниот крал на Израел, бидејќи тој е Месија. Сега ни зборува дека ќе биде предаден, ќе биде убиен. Како делувало тоа на апостолите? Бидејќи Петар секојаш бил брз да го изразува гласно тоа што го мислеле сите. Ајде бе, Господи, с краја да е тоа, нема да ти се случи. С краја да е, шо збориш такви морбидни работи? Од кај па сега ова? А како Христос реагира на таквиот Петров коментар? Сотоно, сатано. Зошто? Што додаде после Христос? Од мене сатано? Зошто? Се сеќавате кои беа другите зборови? Зашто? Ајде ги прочитаме. Матеј 16 глава, така? Ке почнеме да читаме од 21 стих. Матеј 16 глава, 21 стих. Оттогаш почна Исус на своите ученици да им открива дека тој треба да отиде во Ерусалим, значи кога Исус прв пат почнал да ги најавува своите страдања. До тогаш тој муабет не бил покренат. Дека тој треба да отиде во Ерусалим и да пострада многу од старешините, првосвештениците и книжниците и да биде убиен. И сега не завршува тука, значи веднаш го најавува своето воскресение уште од старт. И на третиот ден да воскресне. И покрај тоа што од старт Исус го најавува, го прорекува своето воскресение, а тој податок беше нешто што неговите непријатели многу добро го запамтија, затоа побараа од пилата во големата сабота што побараа војници, побараа цел одред, стражари, да се запечати гробот, и војска, значи, да го чува гробот до третиот ден. Значи, точно знаеле до кога треба војска да го чува гробот Христовите непријатели. Од кај го знаеле тоа? Ги памтеле Христовите зборови дека на третиот ден ќе воскресне. Самите ученици не ги памтеле. Зошто не ги памтеле самите ученици? Зошто не ги памтеле Христовите зборови дека ќе воскресне? Зошто на Велики петок, зошто целата сабота, па дури и целата недела Велик ден, апостолите до вечерта не верувале? Зошто сметале дека Христовата смрт на крстот беше крај, беше гроб и за сите нивни надежи, и за сета нивна вера, и за сета нивна среќа и радост? Зошто сето ова не го памтеа? Како е тоа можно? Дали затоа што нивната грешна природа била толку повредена, толку удрена од уплав, од страв? Стравот еврејски, читаме во Евангелието по Јован, ги држеше заклучени во горната соба, додека Христос не влезе таму низ заклучена врата.
22 стих овде во Матеј 16 глава. Значи Исус го последно што кажа е дека на третиот ден ќе воскресне, а Петар го повлече на страна и почна да му говори зборувајќи: биди милостив кон себе, Господи, тоа со тебе нема да се случи. Со други зборови, с краја да е, Господи, Бог да чува. Бог да чува, Господи, тоа со тебе нема да се случи. Зошто? Значи, Христос го најави и своето воскресение, тоа како да е небитно или неслушнато. Петар и останатите се фокусираат на страдањето и смртта. Тоа е страшното, тоа е уплавот. Но тој се заврти и му рече на Петар: бегај од мене, Сатано, ти си ми соблазна. Зошто? Ова е битното што сакам да го запаметиме. Зашто мислиш не за она што е Божјо, туку за она што е човечко. Мислиш за она што е човечко. Денес верници и проповедници кои што се плашат од тројната ангелска вест. Зошто се плашат? Зошто дури главниот уредник на списанието Adventist Today му предлагаше на председателот Тед Уилсон на Генералната конференција да му напише писмо на извинување до папата. Зашто да му напише писмо на извинување? Затоа што група верници адвентисти го преплавиле градот Филаделфија со големата борба. Значи, некој смета дека треба на зверот да му се извинуваме, затоа што нивни верници ја ширеле големата борба. Како книга. Книгата на Елена Вајт, од која што и брат Андреј минатиот викенд имаше доста цитати. Изнесено овдека. Сите што се плашат од сегашната вистина, точно не е пријатна за човечката природа. Човечката природа сака комфор, комодитет, мир, благосостојба, просперитет, берикет. Тоа е она што го сака човечкото во нас. И тоа е логично. Но, кога тоа ќе преовладее до степен да го негираш Божиото, или да не го сакаш и да го отфрлаш Божиото, тогаш е тоа опасно. Тогаш тоа станува соблазна. Тогаш стануваш агент, непријател и на ѓаволот, и на зверот. Кога сакаш по секоја цена да преовладее човечкото, а да го порекнеш Божиото. Затоа Христос му ги упатил на овој ист Петар, кога во истиот муабет предходно го пофалил: блажен си ти, Симоне, сине Јонин, бидејќи овие зборови, Петровата исповед дека Христос е Божиот син, не ти го открија месо и крв, туку мојот Отец на небесата. Пред тоа го фали, а кратко време потоа: бегај од мене, Сатано. Затоа што Петровите зборови беа искушение за Христовата човечка природа. И затоа беа соблазна. Петровите зборови го кушаа и Христа да не ја сака својата мисија. Да не сака да се исполни Божиот план. Да си ја сочува кожичката, како што велиме. Да не ја сака Божијата мисија, да не го сака Божиот план. Петровите зборови били искушение за Христа. Христос го почувствувал тоа искушение.
и за да се избегне страдањето заради кое дошол во овој свет. Мисијата заради која се родил во човечко тело. И затоа се обраќа со вакви страшни зборови: бегај од мене, Сатано. Се што ме одвраќа од Божиот план, од Божијата волја, е што? Масло на непријателот. Без оглед колку да тоа мене ми годи на кожичката, на душичката моја, се што ме одвраќа од Божиот план и Божијата волја е масло на непријателот. Замислете, кога Христос го кажувал својот пророчки говор, например Матеј 24 глава, каде што најавил страшни настани. Сега се задржуваме само за Ерусалим во првиот век. И подоцна во Лука 19 глава, од кога застанал и заплакал на Маслинската гора, пред да влезе на цветници во Ерусалим, што рече? Што прорече Христос за Ерусалим? Ајде отвориме таму. Лука 19 глава. Што прорече Господ за Ерусалим? Дента кога непосредно пред да влезе во Ерусалим, качен на ослето, и од да биде прославуван од народот со осана, признаван како син Давидов, значи Месија, крал на Израел. Но нешто се случило. Лука 19 глава, во 28 стих се вели, кога го рече тоа, значи предходните параболи за мините и талантите, тој тргна понатаму искачувајќи се кон Ерусалим. И потоа следи подготовката како да се најде магарето на кое што ќе јава. Се префрламе веднаш на 41 стих. Народот веќе почнал да го слави Исуса, уште пред да влезе во Ерусалим. 38 стих вели, значи, народот, мноштвото ученици прво почнале, радосно да го прославуваат Бога со висок глас, велејки благословен е царот кој доаѓа во името Господово, мир на небото и слава во висините. И потоа фарисеите, на кои што не им се допаѓал овој возглас, му велат на Исуса: учителе, односно рави, забрани им на учениците твои да не зборат такви работи, да не те слават. Но тој им одговори и рече: ви велам, ако тие замолкнат, камењата ќе повикаат. И сега 41-иот. А кога се приближи и го виде градот, заплака над него. Зошто? Народот кој што се спрема триумфално да го дочека и ова славие што учениците го започнале, уште на Маслинската гора, ќе се прелее во илјадници гласови што ќе го слават од страна на самиот народ во градот. И во еден таков триумфален ден, во еден толку славен ден, Исус влегува во Ерусалим. Што очекуваат самите ученици, што очекувал и народот потоа? Дека Исус конечно ќе стане крал. Влегува во Ерусалим, ќе седне на Давидовиот престол и ќе го воспостави своето царство на земјата. Замислите како се чувствувале и учениците, и народот. Но среде тоа, Господ, расипувачот на забави, одеднаш плаче. Како сега овакво нешто? Дали нам ни се
се случува често, меѓутоа. Дали тоа го доживуваме како разочарување од Господа? Кога нешто не бива како што очекуваме. Се радуваме, очекуваме нешто радосно да се случува, да се случи, не се случува, напротив, настапува тага, разочарување. И сега, зошто, Господе, зошто? Зошто така? Господ знае зошто. Дали ние знаеме? Исус рече, кога би можел во овој ден ти да го дознаеш она што е потребно за твојот мир. Мисли на Јерусалим. Но тоа е сега сокриено од твоите очи. Зашто ќе дојдат денови за тебе и непријателите твои ќе те обкружат со ровови и ќе те обколат и ќе те притеснат од сите страни. И ќе те срамнат со земјата тебе и ќе ги избијат децата твои во тебе и нема да остават камен на камен од тебе. Зошто? Зашто не си го позна времето кога беше посетен. Времето кога Господ те посети. Господ те посети, а ти, Ерусалиме, мислеше дека имаш работа со еден обичен галилејски столар. Со еден недипломиран рабин. Нелегален, независен рабин. Ти, Ерусалиме, кога Господ те посети, величието на небесата, мислеше дека имаш работа со обичен галилејски столар. Да не читаме на други места, подоцна, кога го носи крстот, кога ги теши жените што плачеле по него. Не плачете за мене, им вели, туку за кого? За вас и за вашите деца. Знаете, Исус, кога ги споменува децата или во својот пророчки говор, но тешко на бремените, вели, и доилките во тие дни. Што сака да каже со тоа? Сакате големите неволји да ве снајдат кога сте бремени? Или веќе породени, но го доите вашето бебе? Исус како да сака да каже, само него докажува, дека во времето на обсадата на Ерусалим, ужасот ќе биде толку голем, гладот ќе биде толку голем, неволјата ќе биде толку тешка, што многу мајки ќе ги убијат и ќе ги варат своите бебиња за да ги јадат. Дали тоа се случило? 70-та година. Затоа пишува Елена Вајд во првата глава од Големата борба. Ужасите што го снашле Ерусалим и еврејскиот народ 70-та година од новата ера, кој што беше кандидат за јубилејна година во првиот век. Исус ги најавил тие ужаси, тие страдања. И се како требало да реагира народот. Не збори такви работи, тоа никогаш нема да се случи. С краја да е Бог да... Како му велеле на Еремија? Еремија, кога го најавувал вавилонското робство, како реагирал народот на чело со кнезовите, свештениците и водачите? Не збори такви работи, ти си лажен пророк, ти си непријател на Божји и непријател на народот, на Израел. С краја да е тоа нема да се случи. Вавилон да дојде да го уништи храмот, Божјиот дом, да го уништи градот,
Божиот народ. Тоа никогаш нема се случи. Се случило, за жал, 2 пати. И во времето на Еремија, и во времето на апостолите, од страна на римјаните. Пророштвата не се дадени за да не уплашат, но луѓето што не ги прифаќаат со вера, луѓето кои што не го сакаат Божиото, туку го сакаат само човечкото. Само оно што годи на телото, на душата, на собствениот комфор, комодитет, и кои што отворено, со своето однесување, отворено и не сакаат да се случат овие работи. Но едно е да не сакаш, и ние не сакаме, сакаме што е можно Господ да ги одложи последните настани, а друго е толку многу да не ги сакаш, затоа што немаш вера, од страв, од паника, од коркачлук, од неверување, значи, што попрво сакаш да му се извинуваш на зверот, да му се поклониш на зверот, за да не се случат тие настани, за да нема неволи. Што значи тоа? Тоа значи дека повеќето од луѓе од Божиот народ се спремни да го примат жигот на зверот. Зошто? За да ги избегнат неволите. Како ние ќе реагираме? Како ние ќе реагираме? Дали ни е толку мила кожичката? И не само нашата кожичка, заради децата. Заради нашите мили и драги. Што ќе јадат децата? Ќе останам без работа? Заради некоја сабота? Ќе останам без работа ако не го примам жигот? Или утре заутре некоја вакцина? Ќе ме исфрлат од системот? Нема да можам да купувам и да продавам? Спремни сме да се соочиме со тој предизвик? Или ќе се поклониме на зверот, за да ја избегнеме неволјата? Прашање за размислување. Бидејќи сите знаеме да бидеме како Петар. Господи, сите да се откажат? Јасно. Испитот, кога ќе дојде испитот, се покажува каков си и каков сум, а не што сега зборувам. Испитот покажува каков си. Не што сега мислиш, искрено дури мислиш, искрено си веруваш, искрено си зборуваш, испитот ќе покаже каков си. Кога ќе дојде часот на искушението. Значи, првата лекција, што треба добро да ја разбереме, за жал и на проповедите на брат Андреј, минатиот викенд, го видовме истото. Не е битно кај кого, не сакаме, ја дури не ја знам личноста што така реагираше. Ниту сакав да ги именувам проповедниците од минатото. Но факт е, одамна е забележано дека многу структури, дури административни структури на денешната адвентистичка црква се плашат од тројната ангелска вест, се плашат од било какви проповеди во врска со папството, со зверот, со Соединетите американски држави и така натаму. За нив е тоа непријатна тема, која што никогаш да може никогаш да не се покрене, никогаш да не се зборува за тоа. Со надеж дека тие неволи никогаш нема да се случат. Дека тие пророштва никогаш нема да се исполнат. До некаде е добро да се молиш и да сакаш да те избегне искушението,
Затоа што и самиот Господ, што и ветува на Филаделфиската црква. И јас ке те сочувам од часот на искушението, што ќе дојде по целиот свет. А значи што ќе и дојде на Лаодикеја, на последната генерација. Добро е да сакаме да го избегнеме искушението, бидејќи не треба да го бараме искушението. Но и да молиме Господ да ги одложи последните настани. Но ако Господ ги дозволи, дали ке мене ќе превладае стравот, паниката, уплавот, и ќе превземам се што треба, ако треба и жигосен, за да ги избегнем неволите, или тогаш ќе превладае верата. Тоа е прашањето. И мило ми е што брат Андреј минатиот викенд спомена една метафора која што јас ја употребив летоска лани, кога зборував за јубилеот, поточно на 8 јули, последната, петтата проповед за јубилеот минатата година. Тогаш јас споменав еден израз, ако ја гледате снимката од таа проповед, јубилеј петката, споменав еден израз временските станици. Се сеќавате на тој израз? Значи, за разлика од оние кои што неразумно поставуваат датуми за второто Христово доаѓање и кои што отворено навиваат за некоја година, дека таа е јубилејна и дека Христос тогаш ќе дојде, јас тогаш велев што пак за нас треба да представуваат годините што ги пресметавме како можни јубилејни години, а не како сигурни. Дори за тоа не можевме да тврдиме со сигурност дека се јубилејни, ниту 2025 конкретно, значи следната година, ниту 2030. Како можни, велев, но не како сигурни, не можеме да бидеме сигурни. Но што треба да представуваат за нас, особено кога гледаме дека и непријателот за тие години планирал, баш за тие години планира нешто. Значи, до 2030 година се споменуваше како година во која што треба да биде укината сета приватна собственост, да не поседувате ништо, а да бидете срекни, според другарот Клаус Шваб. А за следната 25 година гала представата обединување на православната и католичката црква, најверојатно со прифаќање на лажниот Великден, католичкиот, астартиниот, во календарски смисол. А како ќе биде, ќе видиме. Значи, екуменистичкото лажно единство, кое што ќе ги прими во себе сите христијански деноминации, најверојатно сите, да даде Господ не само Генерална конференција на адвентистите на седмиот ден, да даде Господ што е можно повеќе да не влезат, да не го прифатат тоа единство, но јас очекувам дека сите ќе влезат и сите ќе се поклонат на тоа. И дека Божиот народ ќе остане само, остатокот ќе биде само поединци, независни местни цркви, независни групи и така натаму. Значи, непријателот си планираше нешто за тие години, дали Господ ќе му дозволи или не знаеме. Но што за нас представуваат тие години? Не представуваат датуми за второто Христово доаѓање, значи не се занесуваме ние по будалаштината да предскажуваме датуми за Христовото доаѓање, туку за нас тие датуми представуваат временски станици. Значи, самата година, идна, представува знак на времето, кој што може, а и не мора да се случи нешто. А зошто однапред
е знак на времето, зашто треба да го гледаме како знак на времето, за да се одговори на прашањето дали сме спремни. И сега ќе го употребам начинот на кој што брат Андреј, ќе ве подсетам, ја употреби оваа метафора. Тој рече, бидејќи вие ја предложивте булеварот партизански одреди, дајте ми две блиски, соседни автобуски постојки од партизанска. И тогаш ја реков Буњаковец и Симпо Врање, например. Сега, јас ќе употребам метафората, ќе ја повторам со мои зборови. Да речеме дека се возите во двојка, која што тргнала од автокоманда и завршува во Сарај. Така. Да речеме дека дестинацијата, целта ви е да слезете во Сарај. Значи, до последна двојка. Сега, во моментот, автобусот се наоѓа на Битпасар, на постојката во Битпасар. Значи, планирате да слезете во Сарај, на крај. Ама автобусот се наоѓа на Битпасар. Тогаш, како се однесувате во автобусот кога се наоѓа на Битпасар? Дали се спремате да слегувате? Не. Спокојни, мирни, лежерни, опуштени. Така. Да речеме, сега веќе се движени с партизанска. Да речеме, на Ситимол стигнал. Дали се уште чувствувате некоја потреба за раздвижување, да си ги спремите торбите, кесите, било што носите, ранци, за симнување? Не. Ѓорче Петров? Се уште не. Ама кога ќе го помине мостот на реката Треска, тогаш е време за, ако не баш за станување, сега ако има гужва ќе станете и можда и една станица пред тоа ќе станете. Има гужва, треба се пробиете до излезот. Нема да има време. Така. Но, тоа е кога знаете каде планирате да отидете и каде треба да се симнете. Така. Но, последните денови не се баш такви. Знаеме ние однапред која година ќе дојде Христос. И да ве подсетам малку на таа ланска проповед. Вчера намерно јас ја гледав за да се подсетам на некои тогашни мисли. Самиот Христос ја употреби параболата за добриот и лошиот слуга. Кој беше лошиот слуга? Тој што ги тепа своите другари, тој што почнал да лумпува во имотот, во куќата на својот стопан, кој што треба да се врати од свадба. И кога ќе се врати стопанот, го затекнува пијан, куќата во неред и така натаму. Но како Исус предходно го опиша лошиот слуга, зошто лошиот слуга е лош и си дозволил ваков разврат во домот на својот стопан, наместо подготвено да го дочека стопанот, трезен, куќата исчистена, изметена и подготвен кога ќе влезе стопанот да му послужи, да го одмори, да го седне, да му даде ако треба и да прикасне нешто, да го подкрепи и така натаму.
Лошиот слуга, Христос го опиша со зборовите, тој е оној кој што во своето срце си вели дека мојот Господар уште долго нема да дојде. Со други зборови, ти си на Битпазар и си велиш, а последната станица, Сарај, уште долго нема да дојде. Односно автобусот таму да отиде. Но ние не го знаеме однапред. Поентата на тие параболи Христови е што треба да бидеме секогаш будни, затоа што не го знаеме и секогаш подготвени, зашто што не знаеме во кој час ќе дојде стопанот. И како што денес исто споменавте во поуката, Христовите зборови, затоа што во кој час и не се надевате, не очекувате, тогаш ќе дојде Синот човечки. Синот човечки ќе дојде за да не изненади. Значи, метафората можеме вака да ја преведеме. Замислете се, возите во двојка, но во некоја станица која што однапред не ја знаете, треба да се симнете пред автобусот да се запали. Ај сега ваква метафора. На која станица ќе се симнете пред автобусот да се запали? Па вие би рекле, па ќе се симнам на првата, на следната прва. Прва прилика ќе се симнам. Така? Ама ние ни тоа го немаме на располагање. Ние не можеме однапред да го напуштиме овој свет. Ниту треба да се самоубиеме, за да на тој начин го избегнеме времето на неволи, што предстои. Ниту пак така ќе бидеме спасени. Ниту знаеме кога ќе настапи неволјата и прогонствата. Значи, ние сега се движиме во оваа временска машина, се поблиску и поблиску, до крајот, со секоја измината година, но не знаеме. Не знаеме кога ќе дојде крајот, така? И немаме избор, не можеме да го напуштиме автобусот. Што значи тоа? Може да го напуштиме по свој избор овој свет. И имаме само еден начин, да се самоубиеме. Тоа не е опција. Имаме друга опција? Имаме? Не. И би сакал да завршам уште еднаш со Христовите зборови од Марко 13 глава. Марко 13 глава. Видите, пред да ги прочитам овие зборови, се сеќавате кога Андреј рече: не поставувам датуми за второто Христово доаѓање, но му изгледа, му се чини дека ќе биде за неколку години, па дури објасни дека тоа неколку е помалце од прстите на едната рака. Сега ќе видите зошто може и да поминат многу години до крајот, многу повеќе од прстите и на двете раце и на двете нозе. Дури ако Доналд Трамп стане председател, и дури ако Доналд Трамп навистина ветил дека во неговиот мандат, во вториот мандат, ќе донесе неделен закон, и искрено да го мисли тоа, и да има намера да го направи, сепак Господ може да го спречи. Може или не може? Може. Значи, и тоа го зборував за време на серијата проповеди за јубилејот. Ако Господ дозволи е условот, а ако Господ спречи и одложи, тогаш може да биде одложен крајот, па и времењата за многу подолго време.
Со други зборови, тоа е исто како се возите на автобус и сега се наоѓате на Бунјаковец, а планирате се симнете на Симпо, кај Симпо, и очекувате дека автобусот ќе застане таму и вие ќе се симнете, така? И сега една двојка, да речеме, и останати автобуси што транзитираат по Партизанска, тоа ќе го направат. Меѓутоа, јас се сеќавам на едни автобуси, така наречените селски автобуси, кои што не застануваа на некои станици. Дори се сеќавам, често пати тоа го користевме како изговор за бегање од часови. За оправдани застанаци. Па ме однесе, професоре, ме однесе у село автобусот. Така кажува, да. Не, точно е дека на многу станици не застануваа селските автобуси. Значи, Битпазар, Континентал, а до училиште, прашање дали ќе застане. Во тоа време имаше и кондуктори позади, пред да бидат избркани како технолошки вишок. И мајсторе за излаз! И кондукторот, што се дере тебе за излаз? Колку души сте за излаз? Да видам колку души сте за излаз. Само ако сте мнозинство за излез, ќе застане и ќе отвори врата. Ако не, отидовте у село. Значи, имаше автобуси во Скопје, имаше линии во Скопје, градски, селски, приградски, каде што ќе се качиш, но не е сигурно дека ќе се симнеш таму каде што планираш да се симнеш. Не беше сигурно. Не знам дали сите сте имале такво искуство. Најчесто тоа се случува со приградските или селските, како што ги викавме тогаш. Не знам дали денес тоа се случува. Бидејќи ја сепак зборам за некои други времења. Ако Господ сака, тој ќе дозволи некоја година, 25-та ли, 27-та ли, 30-та, 33-та, 31-та, 33-та, да биде годината во која што ќе се случат или ќе почнат да се случуваат завршните настани, неделен закон и така натаму. Ако Господ сака, но ние тоа однапред не го знаеме. Затоа за нас тие години се само временски станици или подсетување, како знаци на времето, да бидеме подготвени. Поттик да бидеме подготвени, а не мора да значи дека тогаш тоа ќе се случи. Може Доналд Трамп да биде избран за председател и неделен закон никогаш да не се донесе во неговиот мандат, не затоа што тој лажел кога ветувал дека ќе го донесе, како што Андреј ни сведочеше, туку затоа што Господ може тоа да го спречи со еден куп други настани. Господ тоа може да го спречи. Ние однапред со сигурност не знаеме, но Господ не повикува да бидеме подготвени, тоа е целта, тоа е поентата. Добриот слуга е не е оној што однапред знае во кој час ќе дојде неговиот Господар, туку добриот слуга беше кој? Оној што во секој час е подготвен, во секој час е буден, во секој час е трезен на стража. Тој беше добриот слуга, кој што кога и да дојде неговиот стопан, и сега Исус кажува некои конкретни примери. Значи, завршувам со овие зборови. Марко 13 глава, 32 до 37 стих. А за тој ден и час никој не знае, ни ангелите небесни, ниту Синот, а само Отецот. Внимавајте, бидете будни и молете се. Зошто? Зашто не знаете кога ќе биде часот. Не знаете. Може да мисли некој проповедник дека знае. Христос вели дека не знаеме, значи никој не знае. Тој вели ниту Синот не знае. Јас ке знам,
Кога Исус вели дека ниту синот не знае, јас ќе знам. Исус ќе дојде 27 година. Исус ќе дојде 30 година. Исус за себе рекол тогаш дека не знае. Јас ќе знам. Јас сум попаметен од Господ. Бидете будни и молете се, зашто не знаете која ќе биде часот. И сега, како човек кој заминувајќи, ја остава куќата своја и им дава власт на слугите своји, секому своја работа. На вратарот му заповеда да биде буден. Бидете будни и одново, зашто не знаете кога ќе дојде домакинот на куќата. И еве ги временските станици. Преквечер ли? Или на полнок? Или петлите која ќе пропеат? Или наутро? 25 година? 27 година? 30 година? 33 година? Тоа се за нас само временски станици. Не дека Христос ќе дојде само во тие години и во ниту една помеѓу нив, како што домакинот, како што Исус не мислел кога рекол, не знаете кој ќе дојде домакинот, дали приквечер или на полнок, или петлите кој ќе пропеат или наутро. Значи дека домакинот ќе дојде или на зајдисонце, или на полнок, или кога петлите ќе пропеат, или кога ќе се раздени са бајле. А помеѓу тие моменти, не, никако. И Исус не мислел така, и јас не мислам така, дека Исус ќе дојде или 25-та, или 27-та, или 30-та, или 33-та. Не. Ние не знаеме. Туку да бидеме спремни секогаш, па да не дојде ненадејно и да ве затече како спиете. Кој спие? Зверот спие. Божиот народ, ние спиеме. Што ви зборувам вам, им го зборувам на сите, бидете будни. И тоа ќе биде насловот на оваа проповед. Бидете будни. Нека му е фала и слава вечно. Амин.